Здраво, ова е 111-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Форсама, на Ваад Ал-Катеаб и Едвард Уатс, во кој станува збор за љубовно видеописмо кое го снима мајката Ваад и го посветува на незината ќерка Сама, доловувајќи ги 5 години на отпорот кон власта на Сирија во Алепо од 2012 до 2017 година, снимајќи околу 500 часа материјал, кој подоцна е синтетизиран во 100-минутна верзија која режисерите ни ја приложуваат. За тој временски период режисерката Ваад се заљубува во докторот Хамза, забременува и ја раѓа Сама, додека градот континуирано е бомбардиран со воздушни напади. Нејзиниот филм представува документирање на животот на обичните луѓе, нивните радости, губитоци и преживувањето за време на грозоморниот воен конфликт, кој прераснува во една од најкрвавите граѓански војни во 21. век. Ваад мотивацијата за отпочнување на процесот на снимање го наоѓа во ноншалантното нерепортирање на вестите за воените геноциди кои се одвиваат во Алепо, па ја презема новинарската должност со својата рака, дозволувајќи објективот на камерата да стане нејзино орудие во потрагата по вистината и споделување на теророт кој се одвива во градот, убиствата на улица од страна на војниците, гранатирањата на зградите, фрлањето на воениот газ и дождот од истрели на упориштата во кои илјадници секојдневно ги губат животите. Таа и нејзиниот сопруг Хамза, докторот кој волонтира да отвори болница за лекување и спасување на невините жртви на војната, се поставени пред тешка одлука дали да бидат составен дел од реката на бегалци кои ги напуштаат домовите и бегаат од Сирија во соседните држави, или да останат во Алепо и да продолжат да се грижат за повредените, или па сосема да се откажат од борбата за слобода за која веќе имаат ризикувано многу во животот. Филмот започнува од протестите кои се надоврзуваат на будењето на арапската пролет во 2011 година, како своевидно бунтување против власта на корумпираниот хегемон Башар Ал-Асад, пошто следува оформувањето на фракциите на сојузната и непријателската војска, групации на кои се приклучуваат Турција, САД, Иран и Русија, и секој од нив праќа своји авиони бомбардери кои заедно со тие на власта од Дамаск и Алепо имаат ригорозна цел да направат руини, без разлика на тоа што во Сирија живеат околу 20 милиони жители. Не сум заинтересиран дали опозицијата на суните, или пак джихадистите, или сириските квази-демократи со нивната доктрина и демагогија се во право, затоа што на сметка на нивната користолюбива и свирепа пропаганда и политичка амбиција, илјадници домови се бомбардирани и маала се срамнети со земјата и нема оправдување за нивната постапка. Ужасите на војната кои се документирани во делото снимени од рака се запрепастувачки. Има многу поголем број на трупови на убиени отколку што има жртви во најкрвавите хорор филмови во годината, со оглед на тоа што Ваад и Едвард имаат прикажано полена од лешеви, постојан прилив на мртви деца од бомбардираните станови и куќи, погребувајќи цели фамилии и оставајќи во живот сведоци кои ќе живеат со кошмарните призори од огненото проклетство, кое ги има затрупано членовите на фамилијата. Братчето кое до пред некоја минута се смеело е донесено во рацете на неговиот брат мртво во импровизираната болница без биење на срцето. Има и едно мало чудо кое се случува во болницата, кое нуди своевидна надеж за жителите кои се кријат во подрумите на објектот, но со ништо не се оправдуваат 6.000 повредени кои биле донесени во крвавите ходници на болницата за временскиот период додека е снимен филмот. Посветеноста, издржливоста и херојството на мајката да остане со вклучена камера, вперена во децата со раскрвавени лица, распарчени екстремитети и неможноста на докторите да го вратат секој одземен живот, има своја тежина која паѓа и на ликовите и на гледачите. Ваад го дава името Сама на незината ќерка затоа што тоа го означува небото, но не се мисли на небо со авиони и бомби, туку небо со птици и сончеви зраци, кои одамна не го виделе во Сирија.
Иако снимателите на филмот се учесници во протестот против власта, во никој случај делото не се наклонува кон промовирање и наметнување на нивното убедување, туку гравитира околу нишката на објективизмот за случувањата на улица, затоа што многу лесно може да се манипулира еден документарен филм за да стане оружје за нечија политичка пропаганда. Со самото избегнување на овие агитирања, делото се доближува до обичните луѓе на Алепо, кои стануваат жртви на власта која произлегува од незиниот народ. Колку е таа одлука добра за контекстуализирање на активизмот на Ваат и Хамза и нивниот удел во големата политичка слика е дискутабилно и нејасно за многумина кои не се запознаени со политичките текови во Сирија. Има голема разлика од расцветаното Алепо во 2012 година и сивилото на руините на Алепо во 2017 година, кај што проектили завршуваат и во разурнатиот дом на режисерката, која се вооружува со камерата во рака, како знак на активистички протест на неправдата и непоправливата штета нанесена на државата на која и отвораат рани. Сведоци сме на распределението на Ваат и Хамза пред камера како личности, но не добиваме синтетизиран облик на нивните политички гледишта и револуционерна реторика, само ги наговестуваме затоа што тие посакуваат да расцвета нивната градина и децата безгрижно да одат на училиште. Родителите се борат за слободата на идните поколенија да остварат подобра иднина за нивните деца, а не да ги остават во свет во кој што ќе живеат под постојан страв дека еден ден може да биде гранатиран нивниот дом. Тука се раѓа дилемата кај родителите на сама дали е возможно да се изборат за подобро утре или пак нема да огрее повторно сонцето во Сирија. Со оглед на тоа што животите на режисерите и сниматели на филмот се во постојано загризување, содржината на творбата станува примарна, а формата на делото станува секундарна. Поради тоа конзистентноста на квалитетот на снимениот материјал е слаба страна на делото. Дел од филмот, посебно во периодот околу 2013 година, кога членови на ISIS патрулирале низ градот, снимене на мобилен телефон, затоа што вадење на камера на улица можело да доведе до екзекуција на лице место. На почетокот на филмот режисерката ја забележуваме со Sony HD камера во рацете. Покрај неа користи и DSLR Canon 650D, а во последните години понапредната 7D серија, за која имала две леки на избор, а на останатите уреди биле фиксни. Меѓутоа, ниту имала средства за опрема, ниту искуство за нејзино раководење, а најмалку имала можност да снима со поквалитетна опрема. Приоритет било да има лесна и издржлива камера за пренос. И да имала избор на леки, немало време за нивно менување, а триподи микрофони и да биле на располагање често завршувале под рушевините, што е легитимен изговор за неквалитетот на снимките во овие исклучителни услови, кои пак немањето на естетика го заменуваат со автентичност и непосредност, што содржи човечка димензија, која најсофистицираната камера не може да ја постигне доколку не е во рацете на Ваат во овој период на снимање, да го улови плачот на мајките кои бараат да бидат снимени мртвите деца во нивните преградки. Жичаните композиции на композиторката Наинита Десаи се присутни и во емоционалните интимни мигови и тоаш кога Ваат ја насочува камерата кон тензичните случувања во околината. Монтажерите Клое Ламбурн и Симон Макмахон успеваат да направат пресек на колоквијалните моменти од животот на Ваат во периодот од 5 години, со повремен флешбек со трепет во гласот на Ваат, експонирајќи ја не само незината интима, туку и таа на останатите пријатели, членови на фамилијата и сожители кои се живи на почетокот на делото и убиени до крајот, кое е своевидно мелодраматично светло на крајот на тунелот. Ова не е ниту првиот, ниту единствениот филм за конфликтот во Сирија. Еден од најизвиканите на оваа тема е Крај спор Сирија на Евгений Афиневски од 2017 година, за разлика од A Syrian Love Story од 2015 година, кој е за животот на бегалците надвор од Сирија, или пак City of Ghosts од 2017 година, кој е за новинарите активисти кои се обидуваат да го просветлат светот со вистината за конфликтот.
Режисерот Едвард Воц важи за еден од ангажираните режисери кој оди од држава во држава и во рамки на најразлични ТВ серијали снима засебни документаристички епизоди во кои го прикажува одвратното и свирепо лице на војната, документирајќи немири во Пакистан, Индија, Јемен, Конго, Кина, Бразил и многу други држави на Блискиот Исток, во кои проминентни се терористичките организации. Ова е прв филм на Ваат, но запофалува е незината смелост да го погледне амбисот во очите, не плашејќи се од неговиот поглед кон неа, иако незиниот живот бил под постојана закана. Филмот е дистрибуиран од PBS за Америка и е составен дел од 38-та сезона на ТВ серијалот на истражувачкото новинарство Frontline, со 4 бафта номинации, дометник на наградата Златно око на Канскиот филмски фестивал со парична награда за документарен филм, освојувајќи 50 на награди, една за најдобар документарен филм на браќа Манаки, најчесто добивајќи ги тие од публиката на фестивалите од рангот на South by Southwest, победувајќи го Ханиленд за европскиот Оскар, повторно застанувајќи еден против друг, но овој пат на американско тло за американскиот Оскар за најдобар документарен филм. Непорекливо е дека исклучителни се предизвиците да се сними филм во овие невозможни услови, под постојана закана за животот и погледнатиот објект од војната и личните трауматични сведоштва кои не се бришат толку лесно од подсвеста на гледачот, а не пак на луѓето кои ги преживеале. Не е ни чудно што филмот се поврзува со гледачката публика на фестивалите, затоа што делото не е само една обична репортажа, колекција на домашни снимки или пак плосно истражувачко новинарство за граѓанската војна во Сирија. Филмот е интимно сведоштво на животот на Нишан, живот под страв во средиштето на вртлогот на војната, објективно прикажувајќи и последиците кои ги има на населението. Ако морам да го еволуирам, тоаш Форсама од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 111-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!